Власта непотребно носи мерка за ограничување на продажбата на масло за јадење. Производителите сметаат дека оваа мерка е непотребна, бидејќи во нивните магацини имало доволни количини за задоволување на потребите на пазарот. Дополнителен проблем е тоа што вака поставената мерка тешко би се контролирала. Колку во тоа ќе бидат успешни тие мерки, не знам, на вистина, затоа што маркетите ми кажале дека луѓето идат по неколку пати, се праќаат луѓе од фамилијата и ќе се постигнат целта, односно ќе купат масло повеќе. Таа евиденција, сигурен сум, не може да водат касиерите во маркетите или продавачите, кој дошол, кој влегол. Нема потреба, затоа што колку и да купуваат, потребите ќе ги задоволат. Луѓето ќе стават залихи и после еден извесен период продажбата ќе оди послабо на маслото за јадење. Ова отвора дилеми. Зошто власта сепак препорача трговците да ја ограничат продажбата на масло? Министерот за економија дури најави дека доколку не се воведе ред, можно е од наредната недела да се воведат и конкретни рестрикции. Министерот за земјоделство пак денеска тврди дека паника не треба да има, оти Србија веќе ги најавила ветените количини. 2 милиони литри веќе од утре ќе бидат на располагање на нашата земја, затоа сметам дека нема потреба од паника и дека има доволно количини. Освен масло за јадење, Србија ќе треба да ни испрати и пченица и пченка, што ни е неопходно за да се преброди кризниот период.